Дозволите ми само напосо да се обрнам на целта на одржување на овој семинар, што значи дека тука сме собрани за да подетално се запознаеме со GS1 Data Matrix, односно 2D или дводимензионалниот баркод од новата генерација баркодови, чија примена станува задолжителна и необходна за сериализацијата на фармацевските производи согласно барањата и регулативите на Европската унија во однос на зачување на медицинските производи. Воведување на неговата примена е со цел спречување фалсификација, што значи производство или превенција на влез на фалсификувани медицински продукти во легалниот синџир на снабдување, зголемена безбедност на лековите и пациентите, изградба на систем за проверка на автентификација на лековите и нивно означување со GS1 Data Matrix. Овие барања се содржани во Директива 2001/83 на Европската комисија, Директива 2011/62 на Европската унија и последната регулатива на Европската унија 2016/161. Во неја е наведен и крајниот рок 9 февруари 2019 година, кога секоја земја членка во Европска унија ќе мора да ги баркодира фармацевските производи со GS1 Data Matrix и да има исто така воспоставено систем за верификација на лековите, што подразбира користење на 2D GS1 или дводимензионалниот баркод, а исто така подразбира дека од страна на регулаторните тела во здравството да има воспоставено во секоја земја членка на Европска унија национална организација за верификација на медицинските производи, што веќе го има направено 90% од земјите во ЕУ, од 28 држави 24 тоа го сториле, а останатите 4 држави има дозвола директна од Европска унија за пролонгирање на рокот поради потреба од претходно согласување со GS1 систем на стандарди во нивните национални земји не е усогласено со GS1 4. Сите овие европски директиви и регулативи во борба против фалсификувани лекови и медицински средства се општо поддржани од страна на сите релевантни учесници, како што се FPA, вие тоа подобро знаете, Европска федерација на фармацевски индустрии и асоцијации и од низа други европски асоцијации за производители и дистрибутери на фармацевски производи. Тоа е само што се однесува на задолжителноста кај земјите членки на Европска унија. Но, во светски рамки, со оглед дека различни земји имаат различен пат кон сериализацијата, се очекува до 2020 година сериализацијата да покрие 80% од глобалното снабдување со лекови. Затоа и GS1 Македонија последниве 4 години континуирано ја информира и едуцира по широката јавност и сите чинители во здравствениот сектор со одржување на вакви едукативни семинари, работилници, директни соработки и така натака, бидејќи производителите на фармацевските производи ќе сакат да останат конкурентни во своите износни активности и да ги задржат станските пазари. Дистрибутерите и аптеките ќе треба навремено да се опремат со баркод читачи кои може да го скенираат дводимензионалниот баркод. Тоа се читачи со камера, за разлика од досегашните баркод читачи на еднодимензионалниот EAN13 со G-TIN, што и досега беше задолжителен на секој производ, кои се лазерски. Тоа значи дека е задолжително да се спроведе системот за кодирање и сериализација од почеток до крај во синџирот на снабдување, со што фармацевтите ќе можат да го проверат уникатниот код за идентификација на секој индивидуално пакување кој се издава на пациентот. Овие кодови се генерираат и нанесуваат од страна на производител преку користење на GS1 Data Matrix, кој во себе содржи не само оној идентификационен број што досега сме досеќавале еднодимензионалниот EAN13 баркод или G-TIN, туку содржи уникатен серијски број, лот, уставач, набор, рок на употреба и дополнителни атрибути по потреба. Со скенирањето на продуктот, фармацевтот автоматски и веднаш открива можен фалсификат. Тоа е многу битно. Има многу причини зашто е одбран GS1 Data Matrix, зашто ќе чуете и подоцна. А една од нив е, бидејќи е со мали димензии,
може да бидат само 2,5 мм, а во него може да бидат содржани до 3116 нумерички и 2335 алфанумерички карактери. За информатичарите ова е веројатно од исклучителна важност. Плюс, доколку тој делумно е оштетен, сепак скенерот може да го прочита. С оглед дека JSON Data Matrixот е всушност светски стандард ISO 16022, со неговата примена, сите корисници низ целиот свет ќе можат меѓусебно да се разберат во деловните комуникации. На семинарот ќе ве запознаеме и со практичните примери и решенија при користењето на JSON Data Matrixот во различни земји и компании, а воедно и ќе да знаете за успешно завршениот проект за стерилизација во Алкалидале Скопје. Исто така, специализираната компанија за имплементирање во здравствениот сектор на JSON софтверски решенија и за обезбедување со хардверска опрема ќе се представи со своите презентации и практични искуства, а тоа е Елмет ДО Скопје. Мојот колега магистар Александар Кедиевски е прв презентент и поврску ќе ви објасни за техничките карактеристики, вишеструката примена и бенефитите од користењето на JSON Data Matrix во процесот на сериализација. Благодарам.